Poyraz. Добро сте? Не сум, не. Не ми е добро воопшто, лошо ми е. Повелете наваму. Дојдете. Дојдете наваму. Седнете овде. Желудникот ми е за никаде. Срцето силно ми чука и имам проблем со дишењето. Разбирам, а кога почнаа тие симптоми? Почнаа синоќа, кога разговаравме во дворот со Појраз. Срцето силно ми чукаше, потоа желудникот не ми беше добро, како да ми се повраќа, а не можев да повратам. Потоа се случи тој настан, сега не можам ни да дишам. Ве разбирам, ама медицината се уште нема најдено лек за таа болест. Анксиозна криза, така? Нешто слично како тоа, ама не е. Изгледа сте влюбена. Хазиран? Добра ли си, се случи нешто? Види, трчав до тука, секи ти раскажам. Ама те молам, не ме гледај во лице. Во ред, кога ќе зборувам, не ме гледај во лице, бидејќи се срамам, те молам, Појраз. Хазиран? Зошто се срамиш, не ми е јасно. Ништо не знаеш? Хазиран, што не знам, не те разбирам. Хазиран, па каде си? Нека е со помин, Појраз. Благодарам. Каде е тетка Алија? Изгледа Мелиса дојде. Му призна се? Не. Очигледно и тетка Алија ништо не му кажала. Јас ти реков, или ништо не слушнала, или мисли дека е сон. Види, истражував малку пред да дојдам. Кога се буделе пациентите од кома, нивната меморија се бришала. Не, да видеше како ме погледна, буквално како да ме обвинува. Слушај, да памтеше нешто, досега ќе направеше хаос. Види, немој напразно да му раскажеш на Појраз и да се ги уништуваш шансите. Прво биди сигурна. Зошто не се јавуваш, бато? Извинете, многу се брзавме, никаде не се јавив. Срам да ти е. Од истанбулците дознаваме дека тетка Алија се разбудила, па не можам да живеам со тој срам. Дали е на работа пластичниот хирург? Си велам штом сум тука да се става малку ботокс. За жал на островот немаме пластичен хирург. Те молам, па да кажеме дека сум си го скршил носот, што ќе правиме тогаш? Ако сакате, одете во дирекција. Не се заморувајте, молам, шега беше. На Хазиран сте се јавиле? Не јавивме. Таа беше покрај неа кога се разбуди. Значи таму беше во најсрекниот ден на Појраз. Така беше. Не, случајност беше. Кога влегов во собата ти кажуваше нешто. Дека се каеш. Што беше тоа? Ова, сигурно се каела што е разбудила жената со бучава. Може да ја видам тетка Алија? Секако, секако. И онака јас многу сакам да ве запознам. Да дојдам и јас. Застани, Мати. Сами ли одевте? Бабо, кога се разбуди не се запозна со Хазиран. Ама таа прва беше покрај тебе. Идил ќе дојде, Ќе дојде, ама не и се јавив. тогаш јави се. Добро. Тетка Алија, нека е со помин.
Многу се израдував што се разбудивте. Ние со вас разговаравме додека спиевте, значи јас ви раскажав некои работи. Дали слушнавте нешто? Пациентката ни се освестила. Сега излезете малку надвор. Што се случи? Се сеќава? Не успеавме да зборуваме. Јави се да одам на нутриционист. Имам подбрадок. Изгледа дека се здебели в половина килограм. Добро, но на островот немаме нутриционист. Па многу е нормално ти да го знаеш тоа. Гирот човеку. Па. Јас не знаев дека Појрас свири гитара. Јас знаев. Свиреше понекогаш на камп. Сами ли одевте на камп? Не. Доаѓа и Алпер со Мелиса, ама после престана да свири гитара, дури ја продаде, не знам зошто. Значи чекал Хазиран да се врати за да почне повторно да свири. Појрас се јавува. Молам, Појрас. Знам дека е многу доцна, ама се случи нешто многу убаво. Што се случи? Многу се возбудив, што се случи? Идил баба ми се разбуди. Навистина, не ми се верува. Да, наеднаш ги отворил очите. Ај, фала му на Бога, фала му на Бога. Значи, така лежеше и спиеше и потоа се случи чуди и ги отвори очите, така ли? Да, разговараа со Хазиран кога влегов внатре, што да видам, ги отворил очите и не гледа. Хазиран беше таму кога се разбуди? Да, сега тебе те бара, затоа се јавив. Ах, душо моја. Во ред. Сега доаѓам, во ред доаѓам. Добро. Дај Боже тетка Алија да не слушнала што и кажав. Што се случи, тетка Алија се разбудила? Ај, види ја, душа моја, како плаче од радост, кукло моја. Кога се разбудила, таа девојка била таму. Што? Јас толку месеци си измачив. Одев секој ден. И давав лекови, и ставав инфузија, и мерев притисок, температура, и како ги погодила тие 5 минути да се разбуди пред Хазиран. Идил, не се глупира, ете се разбудила, каква врска има? Што значи каква врска има Дујго? Што значи тоа? Јас имав желба тетка Алија да се разбуди пред мене. Јас кога ќе бидам таму и јас ќе се јавев на Појрас, ќе му кажев Појрас, тетка Алија се разбуди. И ние ќе се радувавме, сите желби ми ги уништи. Уф, неблагодарна. Ама нема да ја оставам на мира. Никого нема да оставам. Може би се разбудила пред Хазиран, ама ете, сега тетка Алија мене ме бара. Ми се повраќа од мирисот во болницата Хазиран. Одете вие, зошто чекате? Ти ќе останеш? Нема да одам без да зборувам со тетка Алија. Капитане, подготви го возилото. Нека е со помин, Појрас. Благодарам. Хазиран, не чекајте вие. Нема потреба да останете. Има. Значи да останеме. Доаѓа. Појрас? Фала му на Бога, со среќа. Нека не е со среќа на сите. Ама, пријатели, ова е болница, не треба да се прави гужва. Добро идил да ја видиме баба Алија и ќе одиме. Добро, ама вечер не треба да изморите, нема да дозволам никој да измори. Која си ма ти, а? Јас сум медицинската сестра на тетка Алија. Сестра од хоби. Девојката е во право. Утре ќе дојдеме. Појрас, ако ти треба нешто, јави се. Добро, благодарам. Од сега, ако слушнам новости од други, ќе се налутам, да знаеш. Ајде. Може јас да пешачам со вас? А ти каде ќе одиш?
Ти не донесе овде, сега заедно ќе се вратиме. Продолжи, ајде. Ајде се гледаме. Се гледаме. Добра ноќ и на тебе, Хазиран. Јас никаде не одам. Без да ја видам тетка Алија, немам намера да си одам. Појрас? И јас сум тука, господја Ајфер. Душо моја, не можам да ти опишам колку сум среќна. Душо, добре дојде, ќерко. Господи Ајфер, нели нема нешто страшно? Моментално се е во ред, ама сепак ќе биде под надзор. И ќе побарам да се видите со специјалист за физикална терапија. Добро, јас ќе најдам. Веднаш утре ќе го средам тоа. Без грижа, без тага, без стрес, господја Алија, тоа е многу важно. Да не ја причи провевот на тетка Алија. Тоа ќе видиме. Нема веќе што да се види. Не грижете се, докторке. Нема веќе да ја дозволам да се нервира и да има стрес. И тебе нека ти е со помин, Појрас, заврши неколку месечната тага. Ви благодарам. Ви благодарам. Баба, многу работи се сменија додека те немаше. Се случија многу страшни работи. Ама и убави работи се случи. Хазиран, сакаш да ти донесам кафе? Не, благодарам. Спие ли тетка Алија? Спие, ама докторите рекоа дека е нормално. А добро, дали зборувавте нешто? Дали ти кажа нешто тебе? Не. Хазиран, нели ти секогаш ми велиш се будам со чуда покрај тебе? Всушност ти ги создаваш тие чуда, го знаеш тоа? Нели? Појрас, јас не ги заслужувам тие зборови. Појрас, а да одиш да седиш до тетка Алија, ако не те види ќе си спаничи. Како рече докторот, без тага, без стрес. А ти веќе можеш да одиш. Можете да се спремате за излегување. Амбулантното возило ќе ве однесе дома. Добре, тогаш супер да ја помогнам на тетка Алија. И ти оди со тоа возило. Биди покрај неа, ќе се видиме утре. Ќе се видиме. И разговаравте ли? Не разговаравме. Тетка Алија многу строго ме гледаше во лице, не е јасно од незиниот израз што мисли. Може би мене ме меркаше. Ама види, да се сеќаваше веднаш ке кажеше. Не знам, Бириджик, денес буквално животот ми се скрати. Што ако се сеќава, а? Не можам тоа да го направам, Појра се во право, мене ме ловат многу брзо. Во ред, немој да му кажуваш одоколу, кажи му директно. Работиме заедно, стаклената градина, античкиот град, маратонот во танц, толку многу романтични амбиенти имавме. Почнав да мислам дека сум заљубена во Појрас. А не си? Ми се допаѓа, но немам длабоки чувства. И онака треба да сум глупава за да се заљубам во некој кој на крај ќе ми стане непријател. Ама јас не сум глупава. Ама тој ми рече ми донесе среќа. Јас животот му го упропастив, му се појавив како кошмар. Како можам да го направам тоа? Ама за малку ќе станевте љубовници. Добро е што тетка Алија се разбуди точно на време и јас се освестив. Бириджик, гледај во каква состојба сум. Ке се разболам од страв, Појрас да не ја дознае вистината. А што ќе биде кога ќе ја дознае? Ќе умрам од тага? Не можам да го направам тоа во ред. Јас сум силна жена и можам да го потиснам чувството што ми се допаѓа. Добро, може би тетка Алија ќе му каже.
сигурно чека да оздрави. Нели не се сеќаваше? Ама добро, нели ти самата кажа дека е можно? Не се. Утре ќе го дознаеме тоа. Во ред, добра ноќ. Не гледајте што пишуваат медиумите за концертот, господин Тојгун. Тој веќе помина. Хотелот нема да се спаси, верувајте ми. Не, господин Тојгун, не ве лажам, ви се молам, не... Не, секако дека не си уживам, работам. Нема да негирам. Да, господин Тојгун, вие ми давате плата. Видете, господин Тојгун, денес им носам една бомба. Во овој миг сигурно влегува во хотелот. Целата слава што ја постигнаа со концертот денес ќе им се избрише. Да, верувајте ми. Секако дека ќе ве известувам, да, секако. Пријатно до гледање. Побрзај малку. Добро. Право кај Појрас, нервозен е многу, брзо реагира. Ама доставе, молам? Имам резервација. Колку интересно. За среќа имаме соби. Инаку можевте ноќто да ја поминете на плажа, лежејќи на крпа. Ако сакате да ве почестам едно кафе, а потоа ќе ви гледам и на филџен. Ејте, гледаш, кој би рекол дека вака ќе биде? Ама јас реков. Не очекував такво нешто од него, да бидам искрена. Не пропушта прилика за да направи пропаганда. Што се случува? Можно ли е цел остров да слушнал за тоа? Јас тетка Алија многу ја сакам. Душата ме болеше додека жената беше добра. Затоа и кажуваше за новите патишта на жена која се разбудила од кома. Тетка Алија го асфалтира вашиот пат сега како кајмак. Лажливец, ти како дете беше таков бе. Чекајте, зашто е сега ова? Ти си била поводот да се разбуди тетка Алија, така ли? Не, јас ништо не направив, се си беше случајност. Вие ли како останатите дојдовте затоа што се разбуди тетка Алија? Не, ете се разбудила пред тебе. Му донесе среќа на островот. На календарот ќе го обележиме првиот ден од твоето доаѓање на островот. Ајде сега една фотографија. Ајде, дојди. Садик, немој, не сликај, немој. Насмевка. Што сликаш? Ова, добро, дали тетка Алија ви кажа нешто во врска со мене? Значи, дали кажа нешто воопшто? Јас не слушнав. Не слушна? И јас не слушнав. Јас ништо не слушнав, не. Не слушна. Добро. Проклета да си. Кој ти се подпиша на раката? Хајзерен ме запозна со еден славен, сега ваков бил обичајот. Заблескат звездата на Алија, ви реков јас. Алија додека спиеше на островот му фалеше човек. Се разбуди со спаната убавица и сега островот е комплет. Бесим, престани да се лигавиш. Се собраа многу новости, Алија мила, многу. Нека се соберат, само да станам на нозе, сите ќе ги средам. Ке ги средиш ти, Алија мила. Нека е со помин. Ти прво оздрави, после се ке средиш. Ајде ние да си одиме. Благодарам, душо, да си ми жива. Ајде, со здрави, благодарам, рацете да ви се позватат, многу ви ајде, благодарам. довидување. Да сте ви живи и здрави. Довидување. Ќе се видиме. Благодарам, душо. Благодарам, до гледање, да си ми жива. Ајде. Тетка Алија, Идил секој ден доаѓаше да те посети додека спиеше, наутро и навечер ти даваше лек, ставаше инфузија и се и останато. Знаев дека мојата Идил нема да ме занемари и нема да ме остави сама. Многу ми помогна. Нека е жива и здрава. Во ред, се срамам, во ред. Хазиран дојде.
Добре дојде. Добро ве најдов. Тетка Алие, како е? Добре, добре. И тоа како бомба. Пред малку ги искара сите од островот, сите ги навреди. А, Слушај, може да биде груба и кон тебе, немај да се налутиш во ред. Таква е. навикната сум од нејзиниот внук. Ама кога ќе засака некого, го сака цел живот. И во тоа сме исти. Се враќа во нормала, баба ти се разбуди, го отворивме хотелот, затоа можеш да ги избришеш настаните од последните неколку месеци како да не се случиле. Се колнам јас никако не сакам да ги избиришам последните неколку месеци. Особено последните неколку недели. Дојди. Да дојдам, нели? Ако тргне нешто наопаку, немој да ги заборавиш успесите што ги постигнавме заедно во ред. Ништо нема да тргне наопаку додека ти имам тебе. Ајде, дојди. Дојди, доближи се. Дојди, седни. Што е тоа? Панкек. Овие прегореле. Нема да дозволам да ги јаде, онака има осетлив желудник. Не, многу убаво изгледаат. Рацете да ти се позлатат. О, ти си го направила тоа за соништа над мојот кревет? Поерас ми кажа. За да ги тргне вашите кошмари. Сонував еден кошмар и веднаш се разбудив. Повеќе да не ја заморуваме, тетка Алие, дујго мила. Да одиме. Сигурно и ти ќе одеш во хотелот. Таа нека остане. Добро. Оздрави добро и пак ќе доаѓам 2 пати дневно да те контролирам. Нема потреба, ќе средиме со тетка Хава. Врати се во нормалниот живот. Дојди, ќерко, дојди. Дојди како пријател, а не како сестра. Дојди како моја гостинка. Во ред, се гледаме. До гледање. Се гледаме појраз. Се плашиш да не те каснам? Не, Тогаш да завршиме пред да дојде појраз. Пак сум укочена. Добро утро, Нехир. Добро утро, тето. Нехир, кажи на тетка ти ако е гладна нека си направи тост, а кажи и го и ова нема слугинка зад неа. Се што јаде и пие нека не остава на маса, нека го однесе во кујна. Нехир, дошо, кажи на мајка ти да не рчи ноќе, за да не ми го упропастува сонот. Бука ми ќе ви наплатам за оваа услуга. Доцам на работа. Ајде се гледаме. Ајде, ќерко. Што е? Да не ти доаѓаат гости? Тетка Алие излезе од кома, ќе ги однесам кај неа. Мило ми е. Секако, многу ти е мило. Нели вие многу се сакавте? Господи. Појраз нема обичај да се зближува со луѓе. Како го убеди да станете ортаци? Јас не го убедив, дури не сакав да работам со него. Ти одеше на нерви? Да, на почетокот ми одеше, ама после, кога го запознав, кога почнав да работам со него, се уверив дека не е групистрок, како што изгледа. И? Значи, почнавме да работиме заедно, како што кажав, на двајцата ни требаат парите заработени од тој хотел. Јас ке го вратам долгот на мајка ми, а појраз... Ти го спаси земјиштето, нели?
Тетка Алие, дали знаете зошто му е одбиен кредитот на појраз? Знам. Видете, јас многу се каам. Навистина многу, ама многу се каам. Зошто се каеш? Затоа што дојде на островот? Значи, моето прво доаѓање на островот. Ама сега си тука. Пари ли ќе заработиш, што сакаш прави, а потоа ќе се вратиш во градот. За ова ли сакавте да разговараме? А што друго може да биде? А како е таа сурова девојка? Која сурова девојка? Мајка ти. Зошто мајка ми сега и таа е на островот? Дај Боже да замине пред јас да станам на нозе. Те наблюдувам. Бабо, дојде тетка Хава. Добре дојде. Добро најдов. Ајде, одете вие. Каде да одиме? Ете, тука сме. Одете. Заработете пари и спасете го земјиштето. Потоа се ќе биде како што беше некогаш. Дојди, Хава, дојди, душо, седни овде. Земи, јади нешто. Колку интересно. Ако сакате да ве почестам едно кафе, а потоа ќе ви гледам и на филм. никако. Ќе кажеш, никако, господине Ѓоркем, пегава готико. Работата е друго, љубовта е друго, нели? Да не сте муштерика од хотелот? Не можам сега да се расправам со тебе. Не, мислам, ако дојдовте за поедок, им даваме само на гостите во таа смисла. Нема да појадувам, Ѓоркем. Ѓоркем? Дали се познаваме? Бидејќи оној ден во полицијата рековте дека не ме познавате. Јас треба да ти се лутам тебе, а не ти. Го знаеш тоа, нели? Ми го оцрни срцево што ми беше бело како чаршаф. Заради тебе лежев по зандани. Ете, истиот Ѓоркем, секогаш со драма. Така ли? Господјо, ве молам, напуштете го хотелот, повелете. Што ќе направиш, ќе викнеш полиција? Не. Обезбедување. Не е до толку Билким. Господјава има недозволен пристап во хотелот, погрижете Овој се. хотел е на керка ми. Значи сега ти е керка? Донеси ми едно кафе. Јас не сум твој слуга. Ниска класа, земи ја нарачката. Одвратна. Каде? Хотелот е на десната страна. Не одиме во хотелот. Додека нивите со лаванда се уште се виолетови, мислам дека треба да се оди да се Ги види. сликавме тие места, завршивме работа таму. Ги сликавме точно, ама таму ни остана една недовршена работа. Јас не се сеќавам што не довршивме, значи платформата ја откорнавме и озвучувањето го нема. Во овој миг мислам само на работата. Првиот ден во хотелот да помине добро, после ќе си ги средам мислите. И ти ја остави сама тетка Алие заради работата. Добро тогаш. Прво среди ги мислите и после ќе разговараме.
можеби за неколку дена ќе профункционираме, ама бидете спремни за секаков проблем, особено тие што се поврзани со муштериите. Можно е да дојдат сладки, учтиви и љубезни луѓе, ама можно е да има одвратни, груби и строги луѓе. Каква врска има? Не морате да трпите намуртени луѓе. На кого не му одговара, слободно да оди во друг хотел. Што? Сигурно нема да дозволиме да не нервираат. Да не отидат во друг хотел во ред. Ако наидете на проблематични муштерии, кажете им дали сакате да се видите со директорот и веднаш викнете го Ѓоркем. Тоа е моја работа. Знаете дека никој не може да се надпреварува со мојата уста. Со сета негова љубезност, Ѓоркем ќе ги реши сите проблеми, не грижете се. Се разбира. Значи муштаријата кој ќе ми се противи или ќе ме навреди, ќе го распарчам како тенка басма. Тоа е друго. Карирана кошулево право. Тие кои не го сакаат овој хотел кој го направив и декорирав со своји раце, нека си одат на друго место. Токму така. Сега вие двајца размислувате исто. Никако. Се предомислив, не му се јавувате ниту на Ѓоркем, ниту на Појрас, доаѓате директно кај мене, јас ги решавам сите проблеми. Муштериите нас ни требаат. А и зборуваш како татко ми, Хазиран. Бато, еден муштерија дојде, многу заборавам името. Во ред, јасно ми, сега доаѓам. Што е тоа, сега доаѓам? После ќе видиш. Тука е многу жешко, тогаш да одам јас. Јасно е, нели, момци? Јасно е. Појрас сакаше да ме однесе кај нивите со лаванда. Да го довршиме синоќешниот разговор. Ај, колку романтично. Не е романтично. Јас не знам како да избегам од него. Дека ќе го потиснеше чувството што ти се допаѓа, така? Се ќе биде полесно ако избегнам да бидам сама со него. А ти зошто бегаш од Појрас? И онака баба му ништо не слушнала. Тогаш зошто ме гледа така накриво или како да ме обвинува? Појрас рече, таа е таква, ама ете што знам, не знам. Госпоѓа Зейнеп дошла, зошто не ми кажа? Се однесувам како да ја нема. Добре дојдовте, госпоѓа Зейнеп. Добро ве најдов. Хазиран кажа луксузен хотел, ама јас не гледам овде никаков луксуз. Не сакавме да има луксуз кој мириса на пари. Хазиран не би летувала во ваков хотел. Ама јас мислам дека Хазиран многу го сака местото. Не го сака. Ја познавам ќерка ми. Мислам дека јас и вие гледаме многу различни особини кај Хазиран. А јас пак мислам дека ти ја гледаш Хазиран како што сакаш да ја видиш. Значи Хазиран е градска девојка. Градот е незината неголема љубов, кариерата. Татко ти ми беше другар. Многу си личите. И со изглед и духовно. Се надевам нема да ја направиш грешката што ја направи тој. Што сакате да кажете, не ве разбирам. Мислев дека кажав отворено. До гледање. Мамо, што бараш ти овде? Си реков да видам што си направила со хотелот, ама ништо не е променето, исте како во моето детство. Ете, колку убаво, ќе ни биде мило ако те вративме во старите времиња. Го видов и внукот на тетка Алие. Што зборувавте со Појрас? Му кажав дека за кратко ќе ти здосади местово. Зошто си кажала такво нешто? Зошто да не кажам, Душо? Како и да е за кратко ќе Не заминеш се одовде. мешај во мојата работа и моите врски. Моите врски, речета? Ова, нели и партнерството е врска на некој начин? Мајка ми те нападнала. Не, разговаравме малку. Ти кажала дека ќе ми здосади островот. Да, кажа такво нешто.
Не ја слушај неа во ред, не ми е здодевно на островот, напротив, ова е моето најомилено место на цел свет. И јас така мислам. Види што направив. Дојди. Не ми се верува. Фотографот го фрлаше, ми беше жал. Го зедов. Добро си направил, многу ги сакам. Знаев дека ќе ти се допадне. Çift kuşları çıkar Sen yağmurda gülünce Yazarken gelir Buzullar erir Sen bana yürüyünce И на муштериите ќе ми се допадне. И ќе имаат убав спомен од летото. Хазиран, не оди, остани овде. Да останем уште малку. Насаму. Gökkuşağı çıkar Sen yağmurda gülünce Зейнеп си оди. Gelir buzullar erir Sen bana Доаѓам. Yazarken gelir buzullar erir Sen bana yürüyünce Поздрав, здраво. Не можеше да ги спречиш да добијат лиценца. Не дека не можев. Не ги спречив. Дури го замолив татко ме преку ред да прати инспекција кај нив. Го изложи појраз на опасност, а после тактика да го спасиш. Добро, ама таа позиција ја зафатија пред тебе. Треба нешто друго да смислиш. Што зборуваш, не те разбирам. Значи, велам, има многу жени што го пробале тоа пред тебе. Нема корист од тоа, треба да смислиш нешто друго. Здраво, деца. Здраво, тетка Селма, со среќа. Сестра ти дошла на островот. Благодарам, благодарам. Значи познатата дизајнерка Зейнеп Седев ли дојде да го посети нашиот остров? Мајка и на Хазира непозната личност. Позната е, секако дека е позната. Да не отвори бутик овде. Со среќа, Идил, се шири твојот круг. Мислиш, Зейнеп ќе остане на островот, немој жити се. Рече ќе ја земам Хазиран и ќе си одиме. Сигурно нема да ја зграбчи за рака девојката и да замине, ама не се знае. Таа е Зейнеп. Ајде се гледаме. Се гледаме. Тетка Селма, се гледаме. Слушај, тргни ги тие мисли од главата. Хазиран нема да го напушти островот со неа. Ако сакаш да замине, затвори го хотелот. Мораш тоа да го направиш. Гледај сега, ја отвораш оваа страница кога ќе добиеш барање за онлайн резервација во ред. Некир, каде беше климата расипана? 124. 124. Толку брго се расипала? Не е расипана, сигурно притиснале на погрешно копче. Сега ќе видам. Соков ладен ли е? Според мене е ладен. Според мене не е. Моето мислење е важно, бидејќи јас плаќам овде. Нормално, зависи од вкусот. Значи, давам толку пари за да го пијам овој топол сок, така? Колегите ќе ви донесат мраз, може? Ве молам ако може. Чекај. Ние, што правиме? Не се караме со муштери и ќе зборуваме смирено, така? Тогаш овие типови ги држите подалеку од мене, нели? Добро, во ред. Тоа и мене ми е целта. Добро е секако. Добро. Како е, ви се допаѓа местова? Да. Како е морето? Добро, многу добро. Хајде да видиме. Повели бато. Бато ли? Каков однос е тој сега? Не реков ништо лошо? Не зборувај така со мене. Пардон, јас од навика. Повелете, господине. Да не беше ти ке му покажав јас на него. Затоа што имаш нула толеранција. Навистина уште мислиш така?
Ништо ли не се промени? Појраз, со среќа нека е. Благодарам, брате, да си ми жив. Во некое подобро време ќе дојдам да ти ја посетам тетка Алија, ти ветувам. Дојди, те чекаме. Ама сега имам малку работа, Хакан. Среди си ја работата, бато, и јас имам некои обврски. Ама почнав да се гушам дома, реков да дојдам малку да си поседам покрај море. Добро си направил, со лесно. Хазиран, господин Тојгун знае за концертот, ама не се плаши, не знае дека работиш во хотелот. И да знае, не ми е гајле. Така ли? Ама треба да ти е гајле, Хазиран. Значи, ако дознае дека и наштетуваш на нашата фирма, сите врати од тој сектор ќе ти бидат затворени, Хазиран. На крајот на краиштата сигурно не мислиш цел живот да останеш на островов. Не се знае. Можно е да останам. Колку си оптимист. Појраз кога ќе дознае вистината нема да те држи на островот. Сега тетка Алија се разбуди. Можеш и од неа да добиеш клоца. Затоа велам, внимавај на својата кариера во Истанбул, Хазиран. Ќе имаш многу проблеми со хотелов. Алпер! Алпер! Ке дојдеш малку? Што е? Значи, Атеш не е твој роб. Океј. Ако е окей, тогаш зошто ти пливаш во море, а брат ми целиот испотен се труди да носи гајби со пијалоци? Но јас не му реков да носи гајби. Аха. Значи, брат ми е глупав и сам си измислува работа, така? Да не викаме глупав, туку малку е љубезен. Како мислиш? Тие гајби треба да се носат во хотелот на Појраз. А Атеш избрзал малку за да ја види Нехир. Ај, срцка моја, јас ке го носе во хотелот. Барем немаше да ги носи тие гајби. Не може така. Тогаш немаше да изгледа дека ја отидем по работа. Ти никогаш не си имала платонска љубов? Да не испадне дека се фалам, ама не. Слушај сега. Ке измислиш средби да изгледаат како да се случајни. Во еден миг, кога неговите очи ќе ти допрат во срцето, ти се палиш. Бараш значење во секој збор што ќе го каже тој, а? Бараш чувство, бараш нешто. Пробај некогаш, вреди. Така ми раскажа што... Сакаш и ти, нели? Сакам.